На камен да насадам цвеќе, ќе се фати и ќе порасти. Јас многу ги сакам цвеќињата, но и тие ме сакаат мене. Љубовта е обострана. Вака ја започнува својата приказна пензионерот Кирил Гарбески од Прилеп, кој повеќе од 5 децении активно одгледува цвеќиња. Првото цвеќе го засадил на своји 7 години и тогаш се родила љубовта кон овие растенија, која што трае се до денес. Кога ќе станам на Сабајле со утринското кафе, кога е летен период, топло времето, ќе седнам во двор, ќе го пијам кафето и со нив се пудам кој, како шо, докаде, дали има нешто му фали. Па после земам, ги освежувам со прскање, било да е некој хемиски препарат, или пак му додавам прихранување. То прихранување го правам еднаш месечно. И отстранувам ако има вошки, ги прскам со вошки, или тешко да фата кај мене вошки, зашто ги пазам, ги гледам, не може да фати вошка. Колку часови дневно поминувате со цвеќиња? Па 3-4 сати сигурно. 2 сати предручек, 2 сати на Сабајле, 2 сати попладне. Во моментов дома има околу 60 на саксии, како дрво на животот, шафлера, бенџамин, фикус, адамови листови кои што имаат пречник на листот од 60 на сантиметри, висечи сардели, лорберов лист и многу други. Најстарото е фикусот. 40 години, па дрво на живото исто тука 40, па 25, па 30 години, 20 години, ова е 15. И покрај овие цвеќиња што ги имам, јас одам од цвеќара, купувам цвеќиња, собни цвеќиња за во вазна, да го имам цвето. Без разлика на кое годишно време е. Значи, без цвеќе не можам. И присутно да е во дворо, и присутно да е во просторијата кај што живеам. Средно училиште завршил како тутунски техничар и потоа се обидел да се запише во Белград на хортикултура. Но тој период имало одредени предвидења во Југославија и не заминал. Но иако не се запишал на факултетот што го сакал, продолжил активно да се занимава со хортикултурата. Дел од цвеќињата сега ги купува, но дел сам ги произведува. Најдраго ми е диханбахијата. Диханбахија. Оно што е горе, тоа ми е најдраго и најубаво цвеќе. После дрво на живото, шафлерата. Зошто? Па така ми се екзотични. Сакам јас цвеќе да е жолто-зелено, да има некои нијанси, него не вака, и ова го сакам, ако е зелено, него да има нијанса жолто, бело, жолто нијанса, така да има. Сам си ги одгледувам. Ако земам едно цвеќе да купам, после го размножувам. И така да сите си ете мои производство. Немам ништо купено, то одамна имам земено, например, дрво на живото, пред 30 години. Сум го зел она, сум го пресекол и сум го размножил како тие таму што се во дворот. Освен за своја душа, тој ги продава овие цвеќиња. Сега ги продава дури и оние кои се стари по 30 или пак 40 години. Вели дека поради годините му представува голем товар кревањето и преместувањето на тешките и големи саксии. Од пролет до есен ги чува во својот двор, а од есен до пролет ги поставува во холот во основното училиште Рамполевката во Прилеп, каде тие служат како декорација. Обично имаше заинтересирано угостителиве, хотели, кафичи, ама со пандемијава некако слабо се заинтересирани, што е оправдано сега. И па ги нудам на Facebook, се има на страната купувам, продавам. Имам и доста продаено на луѓе кои што се јавиле по телефон, на луѓе од градов, на сограѓани. Имам кавадарци неготино преку Facebook, контакт телефон. Сум продал такви цвеќина, по карго ги пуштам или лично идат и да се зема. Зависи од цвеќето големината. Ги продават и овие најголемите? Да. Па веќе да ти кажам, едно што се кабасти големи, тешки се за мои години јас да ги кревам, а и немам место кај да ги чувам. И се заблагодарувам на училиштето Рамполевката, на директорката и на наставничкиот персонал, кои што ми возможија 30 години и кусуро да ги чувам таму во ходникот. Постојано е во тек со сите трендови и доколку нема некое цвеќе што го посакува, веднаш го купува. Исто така, контактира и со цвеќарите и други љубители на цвеќиња со кои што разменува искуства. Паш некли купив едно цвеќе од цвеќар. Сакам да го имам, тоа е цвеќе кој што не мрзни. За во дворов е ова не мрзни цвеќе и то таму до штафело на камерата.
Тие не мрзна и ги сакам да ги имам во зимскиот период во дворот. Покрај птујата и ова другото зимзелено. А обично напролет ги вадам сите тие. Ќе поидам многу пати што викаат стари да се ги сплакнем очите да видам различни цветови. Камелија имам порачано, ли таа ќе чекам напролет да ја земам. Имам моментално горе и орхидеја. Тие што се собни цвеќиња што сака исклучиво константна температура и не промена на местото. Земја набавувам за прихранување не онаја што е по земјоделските аптеки, него има еден господин кој што произведува од црви земја, кој што е доста калорична со сите витамини, калциум, магнезиум и така да многу му одговара на цвеќињава. Брго раста, отпорни се на било штеточини, било листна вошка, било друго нешто, се поотпорни во однос на таа. Вели дека луѓето сакаат да гледаат цвеќиња, но некако не им се давале пари кога требало истите да ги купат. Луѓето сакаат цвеќиња да има, а некако финансиски се шкрти на кој ќе се зема цвеќе. Ќе зема сега, например, овие митровденчината што се сега, кортензите, моментално тие се расцветани и тие трај период месец 9 до 2 нека трај, поиќе не може да трај. Цветот овенува, се суши. Тука дава 500 денари, а јас кога ќе му речам 1500-2000 за ова саксија, например дрво на живото, му е скап. Има и една порака за сите оние кои се уште не започнале со одгледување на цвеќиња. Цвеќето представува живот. Ја мислам, по себе си тргам, ако не одгледува човек цвеќе, мислам дека сами од себе се нечи. Али мислам дека човек кој што не би гледал цвеќе треба да земи да го одгледува, оти како што расти цвеќето, така и него животот му се продолжува.